почитувани колеги. Се за реплика само да појасниме неколку работи. Еве ќе почнам од крајот. Кажавте на изјава на еден поранешен министер, немаме за лепа, трошиме за чоколади. Па јас би ја опишал сегашнава ситуација преку следнава реченица, тоа е немаме за чоколади, ама трошиме за торти. Така му доаѓа по сите параметри кои што ги има кажано, имаат кажано повеќе вака представници на власта, вклучувајќи го и министров кој што е тука, за кој што дискутиравме на минатата комисија, ќе дискутираме и на сесиите на комисијава на кои што следат. Би сакал само да се освртам, да земам краток осврт на четвртиот сет на мерки, заради тоа што потоаш имав можност да го видам најголем дел од вашиот одговор, токму на тоа беше акцентот, а не можеме да збориме за четвртиот сет, ако претходно не направиме компаративна анализа на претходните три сетови на мерки. Пред вака да се осврнам би кажал вака, заклучно со 36-ти, јавниот долг е на ниво од 6,5 милиарди евра, односно од први годинава, од почетокот на годинава, за само 6 месеци сме се задолжиле 1 милиарда евра и тоа е ноторен факт. Според Агенцијата за вработување, сега имаме 150.000 регистрирани како невработени и активни баратели на работа, наспроти 104.000 во јануари, што јасно кажува дека бројот на невработени се зголемил галопирачки и не е тоа заради одредени сетови на мерки за кои што вие говорите дека заради тоа луѓето да ги користат сетовите на мерки се пријавувале како невработени, туку ова се директно луѓе кои што ги имаат загубено своите работни места. Денеска простори една вест, тоа го каже и министерот, имаме нов номинален износ на дефицитот на бруто домашниот производ, а тоа е наместо 8,4% и 8,5%. И друга работа, јавниот долг наместо 59,5% сега е 60,3%, што според Мастришкиот стандард од денеска сме високо задолжена земја и ова доаѓа во оној духот на можеме уште повеќе, можеме уште подобро, еве се покажува конкретно преку проценти дека можете уште повеќе и дека можете уште подобро, а тоа ќе можеме да го потврдиме и од релевантните извори на оние кои што ревносно и во опис и во попис и во изворот на својата работа се занимаваат со овие финансиски мерливи критериуми. Како што кажав, ако веќе се прави четврт пакет на сет на мерки, треба да се види искуството од претходните три, а тоа е поразително и се вика најмалку 40.000 невработени за 5 месеци и минус речиси 13% намалување на бруто домашниот производ само за вториот квартал. Токму затоа и четвртиот сет на мерки е промашен обид да се дефокусира јавноста. Досегашните три пакети на мерки беа лошо насочени и недоволни за да ги амортизираат негативните ефекти од кризата и нивната единствена цел беше предизборен институционален подкуп, а резултатите од таквите погрешни политики се историски пат на индустриското производство и извозот, пат на економската активност во вториот квартал со индициви тој негативен тренд да продолжи до крајот на годината, зголемување на јавниот долг за повеќе од 1 милиарда евра само за 2 квартала, раст на невработеноста од 40.000 лица, масовни отпуштања, тотален колапс и искористливост на трите сетови на мерки од само 54,55%. Ова е едно така убав приказ дека од предвидените 550 милиони евра за првите три сетови на мерки искористени се само 194,4%. Во триве пакети има тука и бројки, да не одзема многу време, ако сакате после ќе ви ги оставам па да видите на дел што оние за кои што биле наменети мерки ве искористиле. Тоа доаѓа директно на аргументот дека меркиве се креираат само како одредена пиар алатка на купи ден продај политика, а не се суштински, односно не се наменети да им помогнат на оние кои што треба да им помогнат и затоа се такви резултатите во економијата. Ќе започнам со две мерки кои што беа од дел од третиот пакет антикризни мерки кои што бомбастично беше најавуван во владата во која што и вие тогаш имавте можност да бидете функционер, а тоа е првата дека 150 милиони евра државна гаранција за компаниите кои што ќе земат практично кредит од комерцијалните банки. Оваа мерка требаше да се реализира во периодот септември месец. Ево го септември завршува од мерката, ни трага ни глас, како никогаш да не постоела. Не е чудно, не се случува прв пат, ама зошто да се случува во континуитет на крајот од денот.
Втората мерка, која исто така беше дел од третиот пакет сет на мерки за помош на македонските граѓани и македонската економија, тоа околу 31 милион евра ефтини кредити со субвенционирана каматна стапка од страна на владата и 30% грант за компании управувани од жени кои вработуваат млади луѓе, извозно ориентирани. Исто така требаше да се реализира почнувајќи од месец септември, но месецот заврши, нема ни трага на глас. Брутална лага. Понатаму третата мерка, тоа е викенд без ДДВ, пред која имавме можност да продискутираме, која пред изборите беше така бомбастично најавена дека ќе трае 4 викенда во месецот септември, па еве велите дека тоа е детерминирано од кога ќе започне учебната година. Во ред се согласувам. Зошто тогаш во октомври не траеше 4 викенда? Ете, отидовме ние еден чекор понапред. Апелиравме од тука, велевме, дискутиравме, аргументиравме и на пленарна седница дека нема да биде тоа добро, дека нема да помине добро, дека не треба да водите инат, дека треба да бидете пореспонзивни на критиките и аргументите на опозицијата, дека таа мерка се создава само кога има силно потрошувачка моќ и граѓанинот, а и целото општество. Па ајде, дадовме амандман да бидат 2 викенди сега, 2 викенди кога наредната година ќе се засили потрошувачката моќ. Вие водевте инат и можевме да видиме дека викендов беше апсолутно фиаско и таа мерка не да не е успешна, не да не го погоди центарот, туку го промаши пикадото, господица Лукаревска. Ако мислите дека не е така, еве, само ве молам да ми кажете неколку работи. Тука постојат служби, од службите може да се извадат стенограми. Заменикот министер за финансии, тука седеше човекот и тврдеше дека ќе имало обрат од 180 до 200 милиони евра. Не само што не достигнавме толку, мислам дека и двоцифрена бројка не надминавме, тоа е едната работа. И цело време како аргумент ги спомнувавте корисниците на апликацијата Мој ДДВ. Добро ја запомнив цифрата, добро ја запомнив и цифрата која што вие ја превидувавте дека ќе се случи, така да барав изминатиот период не можев да најдам. Ве замолувам да ме информирате заради тоа што не знам колку корисници има таа апликација после овој викенд на ДДВ, кој што патем од 3 дена, 2 дена беа неработни. Тоа можевте да го видите сите вие, без разлика не е пиар трикови волку се зголемила продажбата онолку, сепак граѓаните знаат што значеше, колку потрошија. А на крајот еденот и ние тоа што го правиме тука и целиот оној политички, целата оваа политичка ситуација ја правиме токму за нив, така да на крајот од денот граѓаните ќе се дадат мислење и ќе се дадат суд за тоа дали таа мерка беше само купи ден продај за купување социјален мир или беше за да се зголемат ефектите кон она што треба да значи нивно помагање во оваа криза. Понатаму би сакал да се осврнам на првата критика која што е подршка за стопанството овој четврт сет на мерки. Во четвртиот квартал владата одлучува да им помогне на компаниите кои што и онака тешко обстојуваат со бруто плата за вработените. Ке ве потсетаме дека една иста ваква мерка на владина седница новотехничката влада на крајот од месец март, кој што беше практично поврзана со процентот на намалување на економската активност на компаниите, предлагаше тогашниот технички министер за внатрешни работи господинот Наќа Чулев, која што беше одбиена од страна на техничкиот претседател на владата Оливер Спасовски и луѓето кои тогаш беа дел од таа техничка влада. Понатака ќе ги спомнам оние фамозни картички, кои што се исклучително вака метод и принцип за институционален подкуп. Сега се таргетираат посебни категории на луѓе, социјално ранливи, кои што сепак на крајот од денот ние како држава и како институции треба да им помогнеме со тоа што ќе понудиме систем кој што на долг рок ќе ги решава нивните проблеми. Да не креираме систем кој што можеби еднократно за еден месец ќе им се помогне, а потоа нема да имаат никаква корист од тоа. Сега тие картички се намалени од 9.000 на 6.000 динари со главен акцент и фокус на луѓето кои земаат пензија, а таа пензија е под 15.000 динари. Ке ве потсетам дека во минатото брутално со интервенција на законот им беше намалена пензија на стотици илјади пензионери, луѓе кои што за жал во голем дел од македонските семејства и ги одржуваат и ги поддржуваат, и оваа мерка нема да ги реши нивните проблеми заради тоа што, како што кажав, ќе помогне еден месец, ама понатака нема никаква применлива вредност. А ние не сме држава која што има луксус тоа да го применува, туку ќе треба и да продолжи да ги помага институционално, со институционално решение овие луѓе. Понатаму би сакал да се осврнам на делот на така наречената помош за рестораните, ноќните клубови, дискотеките, игротеките и така натака. Поради неспособноста на владата да се справи навремено
и целосно со ковид кризата, работењето на овие објекти беше практично невозможно и сите тие ставија клуч на вратата во изминатиот период со исклучок на неколку такви објекти кои се блиски на власта, како еден во градот Струмица кој што можеме да го видиме изминатиот период, клубот Аватар, клубот кој што е близок до оние кои што во оваа држава се неказниви. И ако ја земете епидемиолошката слика, ќе видите дека Струмица е македонски Вухан, а јас ве замолувам да отидете на чекор понатака и да го видите, да видите старосната слика на тие кои што се заболени и ќе сватите зошто го зборувам ова. Заради тоа што во оваа држава треба правилата да важат за сите, а не едни што се блиски до ден да работат без почитување на препораки, а другите да бидат затворени и мака да мачат како да дадат плата. Сега владата се обидува преку мерка која што не само што нема да им помогне, туку дополнително ќе го загорчи нивното работење, да биде милосрдна и да се представи дека им помага на истите луѓе со сума која што е еднаква на еден викенд промет, а притоа им забрани да работат повеќе од неколку месеци да остваруваат приход и потоа го доведе под знак прашалник обстојувањето на тие бизниси вработени, само заради тоа што се креираат мерки колку само да се излезе пред јавноста, а не се размислува да бидат системски поддржани. Повторно ќе кажам по кој знае кој пат. Сите мерки треба да знаат од каде да се започнува, каков ефект ќе постигнат и како ќе завршат. Ако продолжиме да креираме вакви мерки како првите 3 сета и овие мерки нема да добиеме никаква додадена вредност. Заради тоа што во овој момент без овој пакет ние сме доволно задолжени да не знаеме како ќе ги вратиме парите, а се надеваме дека наредната година ќе биде подобра од оваа сега. Ама ние не сме сигурни дека кризата ќе престане. Ние не сме сигурни дека пандемијата ќе се намали. Што ако не дај Боже и наредната година биде иста од аспект на заразувањето како оваа година? Што правиме тогаш? Како тогаш ќе ги вратиме парите? И ние треба така да размислуваме. Притисокот од јавноста ќе го има. Опозицијата, стручните тела, оние кои што се во самата фела, ама една одговорна политичка номенклатура и влада треба да размислува во таа насока. Како да се креираат мерки кои што ќе им помогнат на стопанството, а некои што ќе ни купат мир неколку недели. Имено мерки се носат за да се справиме со ковид пандемијата од крајот на мај, кога онаа политичка комисија во владата, наместо здравствената, во Министерството за здравство, заедно со надлежните прогласи победа, а до ден денес имаме наши сограѓани кои што се разболуваат и кои што ги губат своите најблиски. Ако сакате можеме и на тоа да ве потсетам, ама сосема е друга темата, кога така доста еуфорично прогласуваа крај, без малку не поминува ден некој владен службеник да не каже дека успешно се справуваме со кризата, од почетко на оние што се заболени и оние кои што ги загубиле своите најблиски, нема да ја споменам вчерашната цифра на заболени, вие добро ја знаете, мене тоа ми личи на се, ама не ми личи на успешно справување со пандемијата. Мерки се носат за да им помогнат, за да ја помогне на економијата, за да може да се спасат што е можно повеќе работни места и да се намали колку што е можно повеќе оној пат што секако се случува во нашата држава, во Република Македонија, но фактот е следен. Денеска броиме повторно троцифрена бројка на луѓе кои што се инфицираат на дневно ниво, луѓе кои што го губат животот и илјадници луѓе кои што месечно остануваат без работа, а ние не успеаме да најдеме решение на тие предизвици. И конечно, прочитав една изјава на Стефани Ебли, која што е резидентен представник на ММФ и одговорна за Западен Балкан, се ревидира падот на македонската економија во негативна смисла нормално за 2020 година од 4% на 5,5%. Тоа е во духот на можеме уште повеќе и уште подобро, што е уште еден доказ дека мерките кои што се донесени ниту биле соодветни, ниту помогнали и во економската и во здравствената криза, туку има за цел да направат една поинаква слика на овие избори кои што се случија. Ако сакате да видиме мерки кои што се носат да го намалат падот на економијата, тука се читаат различни цифри, министерот ги читаше на силните западни земји, а би сакал само да ве потсетам дека ова е Комисија за финансирање и буџет и тука се претежно економисти и луѓе кои што се економски писмени. Ако сакате да видите какви мерки што го намалуваат падот на економијата, тоа можете да го видите со германската економија, како што кажавте, каде што истиот овој меѓународен монетарен фонд предвидуваше пад од 6,7% во 2020 година, каде поради успешните мерки тој пат е намален и сега е околу 5% и 5,2%. И тоа се донесени мерки кои што значат успех. А донесени мерки кои што само ја продолбочуваат кризата, донесени мерки кои што само не буткаат во амбисот, донесени мерки кои што се половично
искористени, не носат на убав пат. Нема да говорам сега и за ребалансот, мада и за тоа ќе се вклучам активно во дискусијата на комисијата, заради тоа што сметам дека има доста теми за да се разговараат. Сакам да бидам, колку што кажавте вие, колку што е можно поконструктивен, да се управувам од бројките кои што се комуницирани од владени представници, се со една цел да покажеме дека како пратеници, особено од опозицијата, ќе делуваме во насока на надминување на ова што и се случува на Република Македонија и ништо друго. Заради тоа што ние можеме да се расфрламе тука со проценти, со милиони евра, со милиарди денари, ама на крајот од денот мене лично ми е важно кога искочам од ова собрание, кога ќе се видам со пријателите, со граѓаните кои што ме гласале, тие да живеат подобро. За жал, во овој момент тоа не е случај. Ви благодарам.